Ќе се потрудам што е можно пократко. Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за шумите, поднесен од група на пратеници. Повеќе дискутанти, се постави прашањето како се доведовме до оваа ситуација да уште неколку дена до истекот на новата година да може да се обезбедат припадниците на шумската полиција со она што им следува. Редовна плата, за мене јас ќе бидам експлицитен и директен виновник, не гледам овде во оваа просторија, виновникот е лично и персонално министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зошто? На 12 февруари 2021 година денеска за прв пат е потпишан колективен договор. Ова не го измислувам јас, ова е со датум уште еднаш 12 февруари 2021 година. При тоа, министерот не пропушти да каже дека за прв пат се регулира и правото за добивање на додаток од 30% како овластени службени лица, секако поради видот, природата и сложеноста на работите што се извршуваат, како и последните услови под кои работат. Цитирам од она што е изјавено од страна на министерот Николовски. Дата 12 февруари 2021. Што се случи во меѓувреме да на 18.11.2022 година имаме кривична пријава против министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Уште еднаш потенцирам, виновник за оваа ситуација во која што се најдовме сите ние како пратеници, јас не гледам овде. Виновникот е министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. За прв пат во историјата на Македонија добивме отказ на колективен договор. Колешки и колеги пратеници, тука лежи зајакот. Сега ние треба да направиме корекција и сето тоа да го спакуваме во законско решение. Ова е дан во социјалниот диалог и колективното преговарање и е прв колективен договор во нашата држава кој го откажува работодавачот во случајот владата преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За каква сега ние тука грижа зборуваме, кога во 2021 подпишуваме колективен договор кај што беа офатени сите овие работи, во меѓувреме ништо не функционира од тој датум на подпишување до сегашниот датум. Лично, како и сите колеги што контактираат со припадници на и вработени лица во шумската полиција, јас како пратеник го имам тоа право. Ми беше кажано дека од подпишувањето на колективниот договор во февруари не се врши правилна исплата на работа во недела. Не се врши. Дека не се плаќа високото образование на шумските полицајци кои имаат високо образование. Дека нема назначено ниту еден командир на шумско-полициска станица, а со тоа да му се овозможи и да му се регулира платата. А ако имаме 30 такви, само неколку се работат согласно правилата. Исто така, несватливо е како може во 2022 година исплатата на плата да биде пониска во споредба со месеците од 2021 година. И сето ова јас го добив како информација во разговор со вработени лица во шумската полиција. Значи, ништо не функционира. Не е само 2021 почитувани колешки и колеги. Министерот Николовски 5 години го трубеше тоа. Со секакви фанфари одеше дека ќе најде решение. За сега ние повторно овде, како што кажа и председателот на комисијата и секако и другите дискутанти, дека сме ставени веќе во една ситуација на фактички мораме да му помогнеме на вработените лица. Како? Согласно, нели, предлог законот. Значи, ова се докази за тоа што како може да се донесе еден договор и потоа да се фрли во канта за отпадоци од истиот тој кој што нели постојано зборувал дека ќе се грижи за права на вработените лица. Јас би сакал сите да бидеме на нивото, нема да должам повеќе, меѓутоа виновникот за мене го кажав каде е. Крајно несериозно спрема сите тие лица кои што се вработени, а да не зборувам кои се репресиите кои што ги трпат сите граѓани на Република Македонија. Гледајќи ја таа апсурдна ситуација таму, ниту се обезбедија дрва како што треба, ниту имаше контрола на
на сечачите на дрва, се со единствена цел да се внесе дополнителен немир кај граѓаните. Значи, уште еднаш повторувам, да бидеме сите на висина, меѓутоа виновникот е еден и единствен. Ви благодарам. Благодарам јас. Само